Советничката група на коалицијата за подобра Македонија не учествуваше во работата на Советот на општина Велес на денешната седница. Ваквата одлука советниците ја донела поради револтот како што велат спроведувањето на политички прогон од страна на власта. Координаторот на советничката група Александар Колев потенцира дека во моментов неправедно се во притвор луѓе кои со учеството на протестите имале единствена цел, а тоа било одбраната на суверенитетот и државноста на Македонија. Советничката група на ВМРО-ДПМН изразува силен и јасен протест против оваквите сталинистички методи на водење на политиката во Република Македонија. Советничката група на ВМРО-ДПМН изразува својата поддршка кон оние кои што во овој момент се политички прогонувани од страна на власта. За нас, функционирањето на институциите на системот мора да биде базирано врз демократски процедури, а не врз своеволие и врз демонстрирање на политичка надмоќ. Такви методи Македонија не памети ни во периодите на најголемите режими и ова мора да престане. За председателот на Советот Душко Петров, ваквиот потек на опозицијата е непочитување на волјата на граѓаните, кои со својот глас им ја дале довербата на овие советници. Наместо да работат во корист на граѓаните, им порача Петров на советниците од опозицијата. Тие одлучиле да ја бойкотираат седницата, иако вели, за тоа дали притворените се виновни или не, има задача да одлучи судот. Што не ви изгласа, учествувате во работата, учествувате во одлуки како што се важни денеска што ги донесеме. Така да, по овој начин изразувани поддршка сметам дека не треба да го искажете тука. Институциите, правосудството, ќе работи на тие случаи, ќе докаже че пред се е презумпција на невиност, доколку не се виновни, доколку не постои тоа кривично дело кој што не се става на товар, ќе бидат ослободени. Сметам дека ваквиот начин, посебно остриот говор, колега Колев, дека е политички монтиран и ред други работи, е недозволиво за една ваква институција. Сметам дека се шири една омраза помеѓу нас како советници и дека понатаму нема да толерираме вакви ставки. На дневниот ред на денешната шеста седница е нацрт буџетот на општината за 2018 година, како и предлог програми за изменување и дополнување на програмите во неколку области.